Squad. И, драги мои, повторно сме заедно, исто како лани. Таа беше познатата песна на Драган Вучич за наменета. Не, ова е наменета за вашите минути. Повторно сме заедно, исто како лани. Може би сме глупи, но не сме наркомани. Добре дојдовте во втората сезона на GG. Едва чекаме да почнеме, одма да се извиниме за тоа што достигнеме една недела, одма да се извиниме што не сме доспремени како што сакавме, но нели по пат во наредните неколку недели ќе ги достредиме тие работи што сакаме, тоа значи зборам за како иде тоа view, значи чисто како изглед, некои стварчи сакаме да ги енхенчаме. Бобан Стојчевски, Данко Димовски, Гора Сетковски, а позади камерата од денес па натаму ќе го осетите и Дарко Никодиновски. Паци, он е нашиот реализатор и режисер, така ли тоа? Режија. Режија, дали се слушаме? Режија, ало? Да, тука е. Добро, нова сезона, накратко ќе пробаме да ве уфрлиме во тоа што сакаме да го постигнеме оваа сезона. Како почеток, една од најважните работи за кои што пека голем дел од пензионерите, а тоа е дека им беше многу долга. И оваа сезона ќе траеме околу 60 минути, секоја епизода на GG. Мислам дека ти не знаеш дека ќе биде повише секогаш. Не, ќе биде секогаш повише, ама шемата е да траеме 60 минути. Да, 60 минути ќе траеме, но секако околу ќе биде тука. Сега плюс минус некоја минутка не е страшно тоа, нема да биде 2 сата, нема да биде сат и 40, нема ќе биде околу 60 минути, така да тие што имаат деца за легнување ќе можат да не фатат и да не догледаат. Планираме да ја поделиме GG на 3 парчиња, 3 парцели. Парцела за тебе, парцела за тебе, а парцела и за тебе, паци. Блокови, нели блокови, што би се рекло на МТВ, блокови кои што ќе бидат поделени на вести од прилика, една главна тема која што ќе обработуваме малце подробно, гостин или нешто слично и последната тема не ме барат на телефон, ме барат трсат сите парички. Така, ќе имаме две мали паузици по 2-3 минути, чисто онака да се освежиме, за да не го дрвиме толку многу. И тоа е тоа. Пред да почнеме, друго нешто да кажеме врска со... Планираме со Данко да правиме, например, еднаш или два пати во месецот фрст лукови на игри, значи игри што не сме ги играли никогаш. По стандарден формат, саат и пол до 2, пуштаме стрим, разговараме за играта, разговараме за играта, разговараме за све комплет, тоа ќе биде као некое додатно ревју за таа недела на игра која не сме можеле да опфатиме во емисијата или така натаму. Тоа што ќе стигнеме тука. Тие ќе гледаат во моментот во живо ќе ви изгради мислењето заедно, па може нешто ќе се спомни во емисијата, тоа ќе го смислиме како и да било. Стримовите си остануваат, нели, стандарден дел од GG, стандарден дел од GG, имаме, нели, нов човек. Друго, не знам шо... Вебсайт треба да подигнеме кај да е во текот на овој месец, на кој што ќе има вебшоп, кој што ќе може да се купуваат мерчендайз. Маичките како прво нешто што ќе може да ги добиете, ќе бидат, претпоставам јас, дизајн одбран од вас, односно веројатно ќе ви понудиме поише таа што вие ќе изгласате како дизајн и планираме да ги менуваме на неколку месеци, например, на 2-3 месеца, цело време да правиме нови, за да можете дечки и вие да се понувате и да биде малце пооригинално, дали да има limited edition. Да. Една од 750 милиони маички имам јас. Голема работа. Добро. Тоа е тоа во принцип околу фундаменталните промени на GG. Уште нешто знам дека сакам да кажам, да ми се заблагодарам многу на сабскрајберите кои што останаа хардкорци во текот на цело лето. Мислам, тука имаше пар луѓе кои што не поддржаа и кои што сега ќе прават, претпоставувам, 12 months in a row subscriber, братчиња, мислам, ова овде што го гледате, и ова овде е благодарение на вас. Значи овие работи гордо си ги купивме и се заработени и се собственост на GG. Да не им се заблагодаруваме само на сабскрајберите, да им се заблагодариме на сите што цело лето ги гледаат стримовите,
што чекаат да почне втора сезона, што можеби ќе станат потенцијални сабскрајбери и така натака. Сите сте цареви, сите сакаме, многу сте фаци. Како тоше си, значи. Да. Значи, да. И многу сте фотогенични. Да, фотоенергични. Океј, дечки, да почнеме со официјално и со првото, ако немаме нешто друго да уфрлиме. Вивитуваме само оваа година дека ќе има повеќе гости и повеќе, како се вика тоа... Варајати, да, разновидност. Ама не сака во разновидност, туку прес, како иде на македонски? Новинарски со издржани теми во главната тема, дали истражување, дали околу нешто друго или околу некои конкретни ивенти или случувања. Така да ќе се пробаме на таа тема, па ќе видиме, здравје Боже. А денеска за почеток да почнеме со едно трейлерче или да не почнеме со трейлерче? Може да почнеме со трейлер. Трейлер е стално. Да. Посебно многу ми прави мерак. Да видиме. Паци, ти си наред, браче, ајде. Peggy 18. Mastrasta. Ujęcia. Знаев, имав предчувство дека ќе направат нешто вакво. Не, значи ни на крај на памет не ми бидеше дека ќе земат и ќе направат Far Cry праисторија. Мислам, имаше нели 20 сатен стрим со нацртани човечиња и раце и бизони и не знам што и окей, ај викаш, вајда не е тоа, Не знам за вас. ама првиот момент кога го видов трейлерот ми беше многу чкат. Морам да ти признам. Не трейлерот како е направен, него идејата. После си викам, чекај малце игра као Far Cry, кај што имаш in-depth crafting систем, кај што овакво, е најболje за праисторија. Другите Посебно кога нема пушки кај што ги правиш физички работите. Другите игри доаѓаш до апгрейд што ти е незаменлив до крајот на играта, џабе ти е, после сите работи што ги фармаш за без везе. Овде бар знаеш, лак стрела е, томахавка, што можеш да направиш, нема вајде да можеш да направиш робот. Немаме точна информација да имаш што све ќе има тие работи кои што нешто ги замислуваме точно дека би функционирало, али јас очекував да биде како по-драгон, не очекував дека ќе биде full price игра кога видов трейлерот. Мислев дека ќе биде 30 евра. И ќе биде пократка варијанта некоја. Да, ама не личи за така, сваѓаш, мислам. Па не го кажа официјално, мислам дека кажа дека е full price 60. Така да значи е наредната Far Cry му да. Абе види, јас секогаш кога ми се каже Far Cry мене ме асоцира на плаво море, на Кариби, на такви работи. Не знам, мене ова ми е како еден добар мод. Знаеш, ја така го гледам. Што мене Far Cry, знаеш, малце за мене, малце спредачење сега, тоа ти е кога да земеш сега Doom у праисторија да направиш. Не може, Doom се знае што е. Значи Doom ако нема ѓаволи, ако немаш ѓаволи, ако немаш не знам демони и такви работи, не е Doom. Една работа ми е само страф. По тројката и четворката ми се свиѓа многу како Јури ако беа така, мене ми направија многу мерак ради негативците. Они на негативци се водеа две игри. Како ќе направиш негативец во Негативецот, тука е мамутот. Мамутот. А мамутот е ракетар. Да, врачи. Океј, never mind. Ќе видиме, чисто сакаме да ја земеме. Гери Олдман у Star Citizen. И тоа колку е најако дека во последниот период има милиарда муавети како они уствари си ги трошат парите на глупости и не знам што и се искача дека Гери Олдман, Марк Хамил, Енди, како се викаше овој Голум што глуми Тоа летска, да. И многу добар каст имаат преку 42 глумци. Ама зашто е тоа за voice acting? Тоа е за voice и за пошто го користат оној
Истиот принцип на скенирање на фаци и на овакво што го направи L.A. Noir, Да. оние Тим Банди, австралијанците. Добро, исто, Значи, исто они фаца, глумат да. по овако, нели, сите Да. сцени ги рекреираат, ги глумат прво, нели, на... Ја чисто сумњам green дека screen-и. Гери Олман ќе се Го бава. има, ќе се не, го дрнда има, се. Много е чудно, има човече. видео Да. каде што ги глума сцените, направено специјално за промоција на ова. Сега, дали е само така, ама не знам, Убаво рече сам- ти Лани, можеби одма рипавме на возот дека си скајпавме за играта за тоа колкав ќе биде скопот. Имаше пред 2 недели драма, некој излезе, некој видиш излегле од фирмава на Space Roberts Industries, како и да му се викаше, дека тие работи кои што не ги имаат покажано во скопот на целата овако да се само 5% готови. Све е исценирано, дека уствари лажат. На Дека не Gamescom е направена играта воопшто, дека е само не знам, first person модот кој го Сега што покажува. ми кажеш дека исценирано. 96 милиона, 92, не е битно, 100 милиона долара до сега краудфандинг, Да. некој ги троши на... Значи, кога бевме сега на Gamescom, На и шампања, имаше, например, само 2 компјутера, од тоа што е една од салите, една од халите беше као, нели, ако немаш закупена хала, например, као, не знам, како Да. EA, кај што е, да речеме, 2 Метрополис Арени готова, избрендирана, или не знам, овие други што беа по една-две, имаше помала хала, кај што беа Tesseract, знаеш, као што имаше као бутови, Да, помалецки и да. Таму имаше 2 компјутера за да се проба Star Citizen малце. И тоа Иван Да, ми кажа толку. седнал, Иван ми збореше од Тесарак, седнал да ја игра и играл со човек над глава и му кажувал што да прави. И му Да. кажа, чујте, можеме да ставиме да играм. Не, тука И стисни. го разговаравме муебетот со Петар Котевски и Петар Котевски ми рече вака. Кога ме почна на истиот кај што го даваме и рече вака. А брат, да ти кажеме, како го знам човекот. Значи лично го имам познат. Тој е еден таков лажов. Ништо вика нема да испадне од тоа. Ајде викам не се заебај на толку. Веруе вика, ништо од тоа нема да испадне. Замисли човече, ако е Мислам дека вистина, тоа ќе биде не, на најголемата Петар штета Главецот за е краудфандинг. 100 вистина. И за краудфандингот и општо за гейминг индустријата. Тоа ќе биде као филмот, као Добалчак на пример, што е штета за македонска Тоа ќе биде кинематографија, така и ова. ити крахот што го направи кој искочи за Nintendo, нели, првиот пад на видеоигри, ако Star Citizen го направи, тој ќе го направи на краудфандингот и инди сцената ќе пати. Тој имаше Не врска, описиво имаше. многу, Чекај, не? тоа ова суити него свативме нема бе. Па и ти беше играта што ги крешна целиот пазар на видеоигри која беа само Nintendo и Amiga. Да. О, крешно, не разбирам. Што се И деси? па се затворија компаниите, студијата престанаа да прават игри. Зошто? Чум. Заради тоа што и ти направи штета врз ова. А што направи? Играта беше многу расипана, не работеше како што треба, го направија не знам колку милиони копии, продадоа само 5 или 6 илјади. Аха. Легендарен лендфил има некаде во Мексико, кај што А, сите за тоа ли е тие тоа? милиони За Атари, копии, за Атаријата, за Атари, да, за да. Atari, Као за- наводно дека беа закопани па ги откупуваат. Да. Кај нас не можат овие од непроштено да ги Абе, најдат. Многу и игри. да. Егри видеогейм нерд направи цел филм кај што идеше да го најде со ити да. Океј, HoloLens на Microsoft. Пат си пушти видео да го поминеме. И тоа? Ова е Ова е, брат. Ова е Ова е, Microsoft. брат. Ова е, брат, Чекај. глупост. Чекај. Ова е Чекај сега. глупост на Microsoft Не, те мога види во моментов како се движи човекот. Глеј, сак. Демек. Знаеш ја знаеш. Може ти Луѓе не што го знаеш. пробаја ова, луѓе што го пробале ова, викаат дека е многу добро. Абе што е добро овде, човече, види го овој како се движи, како презентацијата посад, е чизи, разбираш? е шит. Се согласувам комплетно, брат. Викаат дека е многу добро, дека е многу респонсивно, дека многу Еј, демек избега, и тоа. Значи за тие што не знаат, ова е Microsoft Oculus Rift. А ова е по Па Чудна не, ова работа е како- augmented reality, ова не е virtual reality. Да, ова е augmented Не, reality. не, Microsoft дечки, пробува да не, направи ма- филм од 80-ти години. Чекайте дечки, значи истиот принцип е само што кој како ќе го искористи. Не, ова е Google Glass. Да, Повише да. него што е virtual Точно, reality. точно. Ова е го гледаш ти просторот околу тебе каков е и само врз него се Врз пробуваат него работи. се Добро браче, да. маската, значи ти како ќе го ти ако ја ставиш маската за 3D игра, не знам, за Half-Life, Маската исто ќе на се работи. фацата, Исто ќе се работи. Стаклото е прозирно, не гледаш во екран. Да, не гледаш во екран. Него проектира врз стаклото. Сакаш да ми кажеш дека не е се екрани Не, како не, како не, овако? Не гледаш ти ни стакло. My bad. Google, ти текно е она. Ама чакай да ќе ги направи. Кога се мало бандери овако. My bad, окей, Не окей. види, ова мене никако не ми личи добро. Дали има потенцијал и пошто е почеток на некаква си ера, ама знаеш, ово во 80-ти беше хит. Памтам имаше филмови, брат, во 80-ти вакви.
со virtual reality, со дека леле сега ќе живееме унутру компјутери, она. Ништо брат, па играме Far Cry со маусите статуја, сваѓаш. Тоа е ради тоа што нели не можеме да го решиме интеракцијата со светот кога си во VR, ради тоа што нели таму си ја не си комплетно имрсен во стварта. Значи ме само криво. Момент, еден коментар имам. Да. 3000 евра е девкитот. Значи, Да си го чувам. 3000 евра. и 30 евра дај, ова презентација што беше by the way за Microsoft Windows 10 и за све што треба да следува Microsoft 10, само си ја усра со HoloLens, пошто стварно не беше Ево, ништо. И Кјаро has just subscribed. И Ики баце, пошто ти си модератор, уште сме тенки. Ако седиш пуштени на Slack, на Slack да вие кажи од прашањата, брате, ако има дечки поставувајте прашања, паци, добро, спонзорите да ги поздравиме, иако не сме ги потврдили уште, но во принцип мислам дека ќе ни останат другарчиња доследни до За крај. секогаш. Да, за секогаш и вечни векови за Македонија. не заборавајте да стиснете follow ако до сега не сте стиснали вие прв пат да гледате ГГМК-ТВ. Follow ви прави стално да имате точно известување кога сме онлайн, кога има стрим, кога има подкаст, кога има first look и така натаму. И дел од депрезите што не можете да ги гледате на YouTube е поради тоа што YouTube се најголемите фраери на планета, заради трейлери ни ги избриша. Да. Пробуваме да најдеме некое друго решение за како би го направиле тоа да можете да ги гледате. Можеме Има да четири ги епизоди што се аплодираме со комплетно тоа тргнати. што ќе треба да ги Мутираме трейлерите и така натака, тоа ќе се Не, стане. ќе го решиме тоа во ќе го текот решиме на година. како е, ама- Малце сме спори, значи да знаете за се и за одјави, за најави, за шпици, за се и се што, но желбата е тука и нели кефот е тука и знаењето е тука и ентузијазмот, така да ќе биде се полека, полека, Во правиот полека. дух се на ќе- партизанско праење на работа. Да, да. Нели, па нормално, 12 октомври е. Да, Мислам- првата пушка во ГГТМК. Да, да, значи Што е мислат? Не. Вечер Вичер, Мадец. бате, Вичер направија апдейт 1.10 е се нормални таа со компанија. 600 промени внатре во самата игра, тоест поправени работи и додадени работи, што е ментално, пошто 550 се ситници кои ја доека играв играта не приметив дека треба да се сменат, ама ете требало. И 50 промени има некои што се малце по-гранде, решени некои квестови што беа забагирани и така натака, али битно е да се знае дека овој пач е морален за инсталација на првата експанзија. експанзија која треба да искочи оваа недела и ќе ја имаме следната епизода. Тоа и е тогаш првото ќе ствар што се плаќа до сега, да се сите апдейти дел се Точно, беа без пари, Точно, така? точно. Добро, ова е се гранде, како екстра игра, Ова е се екстра докупуваш, игра да, како од втора игра. 15 сати геймплей приказна, поседна, нема никаква врска со оригиналната прича во Witcher 3 и така натака, али у принцип е мора да го инсталирате новиот апдейт, го имате сегде на интернет, на GOG и така натака. Пример е ова за како се работи. Нема крак за играта, можеш без пари да ја синеш ако немаш пари, сите апдейти без пари да ги направиш експозијата, кој знае колку кала ќе биде, а онде ќе биде на CD Projekt Red, Да, вака се прави. 15 free DLC-ња, 5 paid DLC-ња и така натака, тоа е Огромен скоп. Ментално, Значи да. Dragon Age Inquisition и Секоја- све може да го заборавиме, ова е Да, неверојатно. секоја чест. Дефинитивно. Океј. Правиме тука еден мал рез, да се одмориме, да се искулираме, одете исплагнете се, освежете се и се враќаме после кратката пауза од можеби да речеме минута и пол, 2 минути, Две. 3 минути. Три. Пушти паци пауза.
Ете така, значи дечки полегате, не се секирете. Пробуеме да влеземе у некој нов ритам, у некоја нова шема, значи нормално дека ќе биде и нагло ќе излеземе, и нагло ќе влеземе, и пократко ќе траеме, ама за да ви фали бе, некој минатиот пат не плукавте, не пцуевте кај стигнате дека многу долго било, дека децата не може да ги заспиете, дека жена ви барала многу, Ја дека не сум девојката. сигурен, они нека кажат дали 3 минути е доволно за да отидеш до веце си измиеш рација да се вратиш. Тоа е... Може да е... Се зависи колку ти далеко вецето. Ако ти е полско веце, например, ако е надвор, Надвор да да треба треба да да се облечеш, да излезеш, тоа е веќе фрк. Тоа е многу Тоа е. заебано. Па, ако Заебано е. па слушај, ако комшискиот пес те начека брат друклечиш у вецето и ти седиш брча, слушаш. И се отвараш врата и гледаш пинч. Обично ми така. Пантер. Коце не праша која е за нас игра на годината? За него е вечер. Игра на годината се прави муави ту декември. Да, мислам дека има време да таму уште 2 месеца да идеме. Значи 10 дечки, Ај погоди 10 мене која ми е игра на годината. влае. Влае, бе, центар. Тебе ќе кажеме на женско име, ама мислам дека Да. го нема врска, нема Да, мај. да, да, нищо, Доста го нищо. разум. Сваси, така, Ова е- мора да се... Не, дечки, на 10 ноември, значи 2 дена после BlizzCon искача StarCraft 2, последната и финална експанзија на приказната, искача Tomb Raider и искача Fallout. Ја не знам, средна школа и основна школа дали ќе имаат оценки оваа година, мислам. Кој е екстерно, Се, кој ќе пишеме ние оправдање. Кај беше горе след тоа? Never mind. Значи, годинава имав шанса да отидам на Gamescom. Тоа е конвенција за игри во Германија. Може да видите малце сега од нашето кратко, успорено, ушмрљано и убрзано и сега го видевте, пошто ми се тресе рацете. Се, супер, бе. iPhone многу добра камера има, Да. многу добра. Многу ми се Ова телефон снимаш, бе? Да, само телефон. Озбилен си. Многу јако, глед, како има постери, брат, значи билборди имаат. Кога наши имаме билборди за Каролината сакам или не знам, вамте тамте глупости, брати, текна. Имаме Никој никогаш нема да го заборави. Значи, Каролината сакам или најмногу ми е јако кога има концерти, брати, пишуваат на македонски јазик, ама со латинични букви. Многу убаво. Со ш на српското. Да фак. Да фак, не го разбирам тоа. Таму имаше, значи, од аеродромот кога ќе стигнеш имаше не постери за Gamescom, туку постери за Doom. Значи Doom. Постер Bethesda, разбираш. Постер ова она. Цел град. Значи цел град живее за тој момент. Значи станиците, автобуските, сите се брендирани со знаци неки Gamescom со таму на така Иначе Gamescom е најголемата конвенција за компјутерски Европска игри во конвенција, Европа, да. Ќе пробам да го коментирам ова што го гледаме колку што можеме, значи ова е бизнис делот во кој што се работи само 3 дена. Тука ако немате закажано не може да влезете во ниеден бут. Ова е снимано кога беше први ден, значи кога не работи за обични посетители, затоа е вака условно кажано празно. Ова е за мерчендајз на Blizzard, ова е на Konami, ова е делот на спрат кај што имаше само мерчендајз, само гиковски работи. Перики у 65.000 бои, значи ги имаш сите палети на бои на перика да си купиш, ја не си земав јебига. Ова е фигури, екшен, не знам, мајци, не знам, такви работи. Тоа беше една цела голема хала како да речеме втора хала на Скопски сајм. И ова ви кажам, ова беше празно, следните денови беше крш. Ова што моментално го гледате имаше еден огромен штанд на кој што се модира кукишта за 24 сата. Значи почнуваат дечките од нула и тука ги сечат, ги Ама надпреваре, така? надпреваре, да, имаат тајмери пред секој компјутер и тука значи ги брусат, ги сечат, ги бушат, им прават глупости и ги тинтрат. Човече. Огромно е, бе. Да, ова е истиот тој, ова е на Steam, на Valve, не знам чио беше ово уствари, не ми текна лево. Konami пише. Не, в десна е Konami, ова е Assassin's Creed, на Ubisoft, пардон, на Ubisoft беше. А, на на Ubisoft. Valve. Еве го, Valve. Може Еве да го. се Добре, спиш дали таму, дали таму. играше Dark Souls 3, зашто не? Зашто не? Чекав ти да дадеш ваче за Да. А што играш? И ги играв сите игри на Blizzard, играв Division, играв што не ми текна игра се викаше не Renegade, него Rebellion, Resistance јебате. Одека XCOM 2. Ова беше 2K Games, не знае дека во штанд има направено, онака као холандски бордел. Не знаете. Assassin's Creed, ова значи првиот ден ја мислев дека ова е многу ред за чекање, не знам, од типот на 5 минути ред. Утредента кога дојдов овдека, значи онака можеше комотно да си дојдеш еден ден да исчекаш само за една игра. Ова е на Xbox десна цел штанд, односно пола овако е на Xbox.
и на Microsoft, тука можеш да се види и во живо контролерот на Microsoft, кај што можеш да си ги ремапуваш сите копчиња, да си ги вадиш, да си ги ставаш, да си Добар е ги... контролерот? Да, убаво, супер е, да. 150 Јако беше, 150 евра. многу јако беше, дали сум играл што? Half-Life 3, да, confirmed. Ова е Overwatch, ова е на Blizzard, значи штандот, ова има, кажи, карактерите од Heroes of the Storm во вистинска големина, како луѓе, значи, така направени. И како Overwatch? Overwatch запрепастувачки, еве ги, да му аветат, запрепастувачки, интересно и возбудливо, паци мење. Брза игра, ме потсети многу на Quake, со тоа што во Quake, знаеш, е баш онака детмеч, немаш многу стратегија, освен да се, ако си сами евентуално, ако имаш, знаеш, ако играш Capture the Flag. Дека, игравме две игри изигравме, два пати со два различни карактери играв, еднаш играв со таа девојката со тој што е фризурата така што е као нели цело време. Да, што има блинк. Да, и еднаш играв со тој што е смртта, со Риперот како се вика. Со Риперот не сконтав дека имам екстра копчиња магиите, односно Q и Р. И многу лоша ми беше таа партија, ама претходната на пример бев најбољи убиство пошто беше онака straight shooting and fucking. Играта дали е исполирана, дали е онаква? Тие мапи што ги игравме да ги видиме сега и да ги пуштат сега, односно тогаш, изгледаат подобро отколку било кои финиширани завршени игри онака, значи да ги купиш у кутија. Добре, значи маркетинг. Значи, а Division? Division исто тоа што го видовме, тој дел беше прилично сите дешавки траја околу 10 до 15 минути за да може да се менјаат луѓе, знаеш, пошто се чека огромни редови. И Division не пушти во еден као ходник, излеговме тука, имаше мала пуцњава. Изгледа многу слично на Gears of War, движењата. Така, кавер систем, иако тие игри се малце специфични ако не ги играш, многу интуитивно ми, ја не играм такви игри. Така. И не играм ни на джойстик многу игри. Ама тоа прилично интуитивно ми беше и немав проблем да се снајдам да го поиграм тоа. Имаше една голема битка пред тоа што е као од лева страна му доаѓа на играчот оној што е као собранието. И се тепавме за едно City Hall. Да, City Hall и се тепавме за еден супермаркет тука, што беше на крај испадна дека го спаливме дека џабе се испупукавме сите околу него. Ако Ubisoft ти усера Division нема врска. Толку Да биде добро. Абе, по принцип, види, сите игри што ги игравме беа исполирани до максимум. И сватив дека работата, тој се расправавме, мислам не се расправавме, се дискутиравме со Петар Котевски околу како игра треба да дојде на таков кон, да. И на кон и во која состојба треба да ја пуштиш играта за да биде не first look него на Green Line него како иде ова на Steam Early Access. Значи овдека дечките имаат направено такво едно ниво, сите компании, значи ја пуштаат на Early Access игра мора да биде 99% playable. Значи онака фул игра пуштаат на Early Access. И ова што го игравме вамо беше фул игри, не знам, ја претпоставам дека толку беа исполирани дури поиш игрите, да кога ќе излезе официјалната малце ќе нема да изгледа ќе повлечат малце ресурси од таму. Конови секогаш. Тоа што ти го презентираат таму на лице место, или стои некој над глава ти каже што да правиш, или се толку сигурни дека е сценирано за да си поминеш најбоље на себе. Да. Затоа е многу поразлично да пресвас. Вака кога би сакале сега да отидат по човек, како ви беше? Мислам дека околу 600 по 600 евра би коштало по човек да отиде на BlizzCon. Па ја муабет во тие пари се авион, бизнис картата за да можеш да одма да ви кажам на сите дечки. Моје сваќање е дека најпорано, првиот ден кога било бизнис денот, не работеле другите хали и многу малку луѓе одат на првиот ден. Уствари најдобро е да се купи карта за првиот ден, иако не си бизнис, и да отидеш да ги видиш пошто сите хали се спремни фул. И можеш се да изиграш во еден ден. Се буквално. И после другото ти биде онака кулиранци. Кафана и зезање, косплеерки, тантра-манта. Косплеерки, тоа е, значи, конови се мека за педофили. Абе, розово, девојчиња, браче. Тоа го помислам, си викам, толку манијаци има овдека. Има, сигурно. И не тоа, него знаеш, таму сите нормално девојчиња носат, не знам, од овие од бајонета, браче, не знаеш што им се гледа. И нормално е кога се сликаат, креаат сукњи, не знам, ги плескаат по газ, разбереш такви работи. И брато тука нормално дека манијачи што доаѓаат, гледаат, буѓаат, фаќаат такви работи. Не се ги има многу, едвај чекаат да се сликаат, опуштени максимално,
Така да, мислам, многу е добро да се забавиш. Логично е, че да има 120.000, имаше 130.000 посетители просек имаат секоја година, значи нормално дека сега во свет имаш. У секој случај, значи за сите што планираат додат, мислам дека ако се организираат во група, поевтино ќе поминат, отколку да одиш сам. Мислам дека околу 500 до 600 евра може да ги кошта BlizzCon, односно Gamescom, со сепат, со визер, сместување и без луксуз избора. Значи, устари не, јас толку потрошив и купив некои стварчици за дом. Така да тоа е сумата од прилика која што треба да ја одвојат луѓе. Не. Идеш на евент, што е најголемо. Ако случајно имате пријател кој што може да ве смести, да речеме таму ако се најде, онда штедите одмедно 200 од вас. Така. Картите ние ги купивме подоцна и беа многу скапи, зборам за влезниците за Gamescom, така да можно е да се најде и поевтина варијанта ако порано се купат. Така да у секој случај се надевам дека до година ќе отидеме. Да, мислам дека една од најбитните работи е да се договорат унапред интервјуа, ако сакаш да влезеш во оние, мислам, доаѓаш брат и гледаш на во што е зоната за бизнис, огромна, човече, огромни, онака што се вика до небо црни панели, Blizzard Activision, хостеси седнати такви црно трак напред те чекаат, добар ден, имате ли? А внатре гледаш празно, живели си прават, не знам, луѓе шампањ разговараат за игри, дискутираат. Не знаеш колку јако реч. Не знаете колку стримери видов онака одат, типот се снима сам со камера, значи со профи микрофонче, вака го прави, до него уште еден човек снима и тоа им е онака, разбираш? Сите беа. Значи сите големи јутубери, стримери, сите до еден беа. Има големи што, у секој случај многу да се помине, може многу добро, со тоа што ја мислам дека со друштво е по Како што го играш и Крепаријан го виде? Како не? Така, се дружевте? Хаос пички лудило со него. Да, браќе, у Грчка како ова на добро е лудница све. Така да прашате ако имате нешто, прашате за BlizzCon, ако неќе за Gamescom, пардон, ако неќе ја пуштиме на мочање уште малце. Во секој случај играв новата Guitar Hero, играв, нели рековме Division, играта што не ја памтам, ги играв сите 4-5 игри уствари на Blizzard, односно тогаш ја видов Hearthstone со новиот дек од таверната, од оваквото што беше. Играв новата мапа на Heroes of the Storm. Играв почетната кампања на StarCraft, која што можеш да играш кооп со некој друг, значи кампањата да играш кооп. Тоа е супер, човече. Со друг некој, две партии изигравме. Влегов Warcraft, не знам зошто, World of Warcraft онака ништо, мислам, само ја пушта Не, си влагаш и почнеш да играш уствари новата експанзија, само тоа беше ништо. А имаш експанзијата плејабл на? Не. Претходната експанзија, уствари што беше старата експанзија. Имаше едно огромен стејч кај што се играше цело време. Например на 2K донесоа cheerleaderси онакви црвено облечени, јапанки, корејки, кинески, не знам, као беби метал брачи и денса правеа нешто се дешаваше. Гужа вака. Фрлаат на сите страни, не знам, giveaway. У принцип глупости се giveaway-ите, не знам. Вакви овие што се околу вратници и тинтири-минтири, ама нема врска, добар е моментот, знаеш, кога ќе влезеш и кога ќе се осетиш онака како пинзур од целата работа и не се верува, си викаш ова колку си мал. Да, и не само тоа, него енергијата, духот, тоа знаеш како кога ќе отидеш на некоја добра журка и кога сите ми е јако и сите се кул и не се сељачат. Сите се со сите се поздравуваат. Значи немаш фаци што сака да исчука заради тоа што си го погледал овако, него едноставно брат, таму се. И многу јако дека и овие што беа официјални фаци од компаниите, ќе почне да правиш муабет одма, знаеш, доаѓа, да, као, пошто се обучени за тоа. Знаеш, ја дочекам за, пошто бев сам и многу е добро, таму обично да јату парови луѓе што чекаат многу ред. И ако си сам, ја например ги видов многу брзо игрите, пошто секогаш им фалеа за пар човек. И прашува одма, еден и креваш, река дојде и вика ти си следен. И си чекам и тој од Blizzard си седи и вика здраво, како си? Викам, од кај си, Македонија. Супер, вика човече. Тоа е таму доле негде јужно, да, викам, супер. Како се забавljате? Добро, значи почиња приватен муабет да ми, не дека мора. Добро, тоа му е работа, он си прави муабет, окей, добро. Вика таман дека се ослободи, вика таблет, седни, на Surface играв, крашуваше 2 пати Surface-от. Доаѓа ми го ресетира, нема веза, мислам онака крш. Па си викам, да ти се плукнам во судбината. Не бе, да само ни седница Blizzard игри, не само ни седница. Како мирисаше, се бањаат ли луѓе, пошто секогаш кажуваат дека немаше фрки, не.
Дека барем по Ја, бе, америчките конови викаат дека е катастрофа тој дел хигиената. Да, тачно е тоа, да. Обично. Не бе, ја не го осетив тоа, видиш. Јас секој ден бев таму од сабеле, значи ја бев прв на ред на влез и си одев околу 4 сат, пошто виш изморен бев и да јадам ово, знаеш, многу ти. Брат, си истружив овдека ми, за не знаеш колку. Така. И не, принцип хигиената беше прилично кул. Дали има ресиви прожекли штанд, код се прашува? Не ми текна да ти кажам право. Нема не зашто да има, сигурно има ресиви прожекли, усвери да нема ли случајно за затворена врата Cyberpunk? Има Cyberpunk, ама можно тоа е беше да има само за... Можно у бизнис центарот да имало, Или искочи пошто пред имаше некој ден многу фирми, имаше. да. Многу фирми имало веројатно у бизнис центарот, ама кој што јас не Нема, они доаѓаат, секако доаѓаат за пичување на идеи за ова зона, Да. таму е корот, разбираш, мора Беа, сите да да, се да. таму е, сега дали имаат штандови, CD Projekt Red немаат за Тесерат, не знам дали знаете дека подпиша договор со како се вика оние на К, фирма една Калипсо. Со Калипсо, да, Ама тоа Калипсо беше ќе пред ми- Gamescom сега. Да, и Калипсо сега беа има два компјутера во тој што е големиот штан, кај што има поиш игри. Колку јако Да, начин е. да, Да го многу викнеме, јако да беше. го викнеме Иван да ни каже до кај се што. Да, се да, треба да, се обавезно наси, тоа. дефинитивно, да. Па не, они имаат релиз дейт кој што мора да го запазат, значи фиксен. Да, јас се бев у кафана ми раскажува и работа тука. Кранча, се да, проширија. Кристијан отиде работи кај нив. Да, чекај не избриги само. Да, преска гора скажа дека играта изгледа малте некако да е готова, така да не Тие да две е- мапи, значи ако ги пуштат може да биде онака комотно да, значи боле изгледа него хизи, не знам како Да, да ви сигурно објаснам. ќе има бета пред Блицкон. Ако Да, не е дента на Блицкон, ќе ни кажете идете имате инстал таму на копчето да. и така натаму. О, Време на пауза. Па да, Кратка пауза да и се после одмориме на игри. кратка. А сака да даеме giveaway некој Може да даеме да ги. даеме, знаеш што имам ствари од Blizzard? Кај е тоа? Тука ми е негде. Имам StarCraft Beta Access ако сака некој да добие, да му даеме. Нема Картичка. више заврши. Чекај. Заврши. Ама со ова нема да добие. Не. Значи фул, не ви даваме onda следната партија ќе даеме. Следниот пат. Ја го чував тоа за емисија, устари да го дадеме, ама касно пошто, Да, па нема да, везе, баш ми да. е жал. Добро, дечки, одете уште по една паузица да ја пробаме тука, да се помочате Игри после. и да, и после правиме муабет за игрички. Ајде, паци.
Не знам дали да ја кажам сега. Официјален да. Јас имав случајно, значи не наменски, не знаете вака ќе почнеме со ова. Нели на исток му симењам игри, филмови они, човек се запали по роботи, па од роботи отидов на ми текна дека кога се вика овој Pacific Rift има као нели овие што ги возат, диши му беше тоа фора, па после тоа ми текна дека уствари у Transformers има само роботи и ги стави в роботите и ми текна уствари викам човече, ова е многу комплицирано, баш има муабет, не знам тука па љубовна прича, не знам Майкл Бей другарите има топ направено тоа да ги вози нешего и сватив дека уствари добро е да ги симнам и ги симнам тие што беа од 90-та година. Многу е луд, значи да може да се да му зумнеме во очите, огнот да се види колку е налуден дека Майкл Бей. Майко мило. Нема никогаш ништо добро во животот направено. Абе Бамбл го уништи бе. 100 милиарди евра заработи со филмовите, човече, у топ 5 е најбољи режисери у свет по заработка. Дечо исти останува. Камерон со идиотите, а не, тоа за Трансформерс тоа е тема сама за себе, да видиме трейлер. Чекај секунда, само да им одговорам, значи бев без екипата од Джиджи, но бев со екипата што ја прави Сондер, односно Камај Медија од Битолчаниве, Петар и останата банда на Gamescom. Ајде да зирнеме. Transformers, robots in the Ама in disguise. in disguise. Да, Инди, Пошто индици ги цртале, не тоа него индиско небо, кој ќе видиш тако чисто, and in the sky, and in the sky. Wake up in 7-Eleven, а? Некогаш мора да ми издија и тоа да се разбере дека некогаш и тоа е. Transformers, бате. Platinum Games, конечно да им дадат на царевите за екшн геймс. Имаше Текен. Види колку е среќен, бе. Многу сум среќен. Games дека сваѓа гледаш. Ги сакам Platinum Games. Platinum Games ги прават стварно реални да бидеме најубавите акциони игри. И да им дадеш Transformers, посебно стариве трансформери, е многу добитна комбинација. Да, сака Данко таков јапански Да, тип ја на прв пат тепачини. кога ја најавија играта, мислев дека е бролер, онако класичен Street Fighter бролер и викам, добро бе, окей, нема везе. Само да не ја уседат работава, да Смениле не го модели. направат Оптимус од Майкл Бей. Ви текнали Сваѓаш, дека на времето беше хит да се прават такви Да, бе, не. куцачени броји, не знам, Rise of the Robots и компанија, сите тие што беа, брат, беше многу јако. Ја викам, добро, ја викам, вајде нема Бамблби да збори со радиостаница, Майкл Бей да умреш. Да видиш. Окей, гледам после тоа трейлер од Generations Cats, трансформерите. Да викам, браво, сваѓаш. И сме си постави дека не е ни бролер. Мислам, Значи, не е класичен. графички сел шейдингот им е погоден ептен за да изгледа баш како цртаниот. Оригинал, 89-та. Малку градот е едноличен и репетитивно е тоа како изгледа, ама комбатот. Прекрасности. Значи го имаат земено доджот од бајонета, нели ако дожнеш у прав момент. Witch Time се викаше, Witch Time таму овде се вика Фокус. Да. А го имаат земено и парито од Metal Gear Rising Revengeance, кога правиш тоа налог стикот на страната на кој што те мават и стискаш на копчето за удар, му го фраќаш ударот и влагаш у спешал мод кој што можеш да направиш. Играш 5 карактери, нели Optimus Prime, го има Gridlock се викаше Grimlock, да. Што е тоа, алигатор не, што е? Тирекс, така? Таве ги има Whiplash, го има Bumblebee, го има како се вика Optimus, Како скока бе камионот? И Sideswipe. Да, и Sideswipe. Да. Со тоа што сите имаат различен плейстайл, Bumblebee е многу брз, диносаурусот е
Да, без Има скоро, флейм након, вепон, такви работи, флейм. имат уникатни оружја за нив кои што влагаат и најважно е во цело ова да се каже дека се трансформираат. Ево баш сега во моментот се дешава. Значи уз комбоата се правиш во vehicle mode и довршуваш комбо и правиш комбинации. Убациле крафтинг систем. Еј, да. Течкиве. Прв пат се дешава во Platinum Games да пробаат да направат крафтинг систем и е многу интересно направен затоа што генерално играва е кратка. 6-7 сати, што е малце и за Platinum Games, да речеме Bayonetta траеше 14. Да. Ама има многу реплеабилити со тоа што голем дел од оружјата можеш да ги земеш само со правење на перфект скор на одредени челенџи кои што ти ги даваат кога ќе ја завршиш. Значи она класите А, Б, С, Д, така. тоест почиња од Double S, Да. па како иде на Platinum Така, Games, на CD. На сите игри. Double S, па S, па А и така надолу, значи тие Double S оружјата се земаат само перфект кога правиш скорови. Ама и плюс, значи може да речеме има 5 различни видови на сордови кои што прават различни ефекти. Тој најакиот што е, во него ги комбинираш другиве сордови внатре ги ставаш, синерджи се вика или нешто така, синтесайз се вика, извини, и ги зима нивните ефекти и ги става во сордот. И ти го сите прави оружја што ги ултра земаш, мега гига. значи буквално сите оружја што ги Тоа земаш, прилично ќе ефектите биде им ги ставаш лично, внатре. ама нема врска, окей. Не бе, зашо тоа ти го прави многу поразличен, пошто знаеш како има на пример fire damage што прават, cold damage, Да, брат, ама electric fire, ово, она, добро, ама ќе се знае во принцип која комбинација. Cookie cutters мислиш Да, дека ќе се има? знае Не, која баш е. не е брат. cookie cutters, баш усвари е cookie cutter затоа што секогаш имаш едно оружје кој ќе ги има сите ефекти. Поентата е да ги собереш Значи сите. апсолутно поише за кефје, значи не знам како God of War кога сакаш да ги напуниш сите не знам од едно дрво работи да ги имаш. Точно, да. Отколку да, као знаеш да треба да жртвуваш као други видиш. Ова е игра, брат, која е направена само за фановите на оригиналната Transformers франшиза, не разбираш, пошто Мислам дека и други ќе играат без разлика. Ја не сум и некој голем фан, ама гласовите на трансформерите што си беа на жививе глумци, voice актери си се во играта стаени, сваѓаш. Знаеш, а Оптимус е Оптимус последниве 20 и кусур години. Знаеш, или во Майкл знам, Бей не беше тој глас. истиот. Тоа е многу јако, едина е добра работа е што Майкл Бей рече дај да го земеме Питер Џон Босе. Калос. Дали Нешто така, Калос, дај го Калос. на прв поглед изгледа како да е за деца направено. Првите сад време кога играв си мислев дека е многу подупростена све. Комплексноста на сите Platinum Games се провлекуваат низ играва и е баш права Platinum игра. Значи ова е многу поише за возрастни, го рече поврзано е директно со тоа тие што пораставме со трансформерите овие. Да, знаеш, ова Не беше си на актуелно Michael Bay. 80-ти години, мислам. Овие трансформерси беа пред да се појави Teenage Mutant Ninja Turtles, беше ова најако Да. на телевизија, мислиш. Тоа е многу одамна. И многу е најако е уствари дека овие четворицава се трансформираат во колите да го везуват, што се диносаурусот се прави диносаурус и кори со Ова овие, флейм бретот си го дека има. збори како Hulk ми е, тоа ми е. Да. Block smash. Бос фајтови огромни, не стави в босови, пошто стварно е кратка играва, тие што сакаат да си играат, Да не им го- пробаат да се не им го видат, уништиш, да не им го уништат. Да, има овие конструктониве се спајаат у тоној како и да се викаше Devastator. Па големи, Па, да, па вамте, шо, па тамте се да. прават комбинации. Захтена е многу графички? Не, ништо бе. Не, Пепел, ништо, апсолутно. на таблет може. Ова е на сите конзоли што излезе, си е 60 Па да, дело е фреймови малце до као 80. PlayStation 2 игра, али Али добра е. мислам Добра е дека носталгија е цело време те пука носталгија. Не, од многу што е подсети звуците, на оние. што- Ја прво мислев, знаеш кога го видов како изгледа на оние ти текне што ги правеа, излезе филм, одма имаш игра префилмот Spider-Man, А, не знам колку, да, онака не. да ги гледаш и да Не. си брснеш, па што, знаеш, гледај ги згради како се онака нема трошено ништо на ни Многу патерн. подобро Мора да- тоа е. Ама Мора да веројатно комбатот е многу добар, па заради тоа играта прави да ги забориш тие работи што ги има. Зачудувачки е како може ова студио со толку мали буџети да прави толку добри игри. Секоја чест. Стварно, Секоја чест. дури онаа што искочи претходната Legend of За Korra PC што беше има пизда. Да, има за за PC. PC, ние на PC ја игравме. дури Legend of Korra, што беше многу мала игричка и не знам 15 евра се продаваше нешто такво. Па се зумире го чатото што малку, веројатно ништо не гледам ја овде. Океј. Е, Добро. одлично. Добро. одлично. Имаме Имаме нешто многу јако. Тан, тан, та, тан, тан, Та тан. та 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 та. Леле, Бобо.
да. Си изморив пејки. Lightning! Абе, слушай, Ајде да видам Јода. слушай. Live that you will. Shit you shall. These are not the shenanigans we are looking for. Star Wars Battlefronts е Battlefronts? хайлайтот на минатата недела. Значи, бетата почна во четвртокот со 15 минути закаснување, поминување, што би рекол другар ми Амди Бајрам. Fuse нема, све работи. Fuse немаше ништо, стискаш, влагаш dedicated сервери, те Многу мечува, добра ако си графика. у парти, си со парти. Уито е перфекција направено, бело целото, со убави коцки такви, со лоудинг скринови најаки у свет, рендери од Боба Фет, од Дарт Вейдер, од Stormtrooper, Како од се Лук. направени, човече. Лудило, мислиш можеш да ги пипнеш онака. Влагаш у игра. Геймплејот, кој не го гледал, нека влезе вод од мојот стрим од четвртокот да пушти. Првите 3 сата сум цело време вриштам. Значи, не знаеш колку ти е јако. Ништо нема у играта. Значи, играта е направена. Имаш бластер, што пука најако у свет. Пипил, пипил, ти текнен Со звукот е звукчето се све погодено. најболјот. Имаш карти кои ги правиш у овакво као дек, тоа ти се апгрейди или Аха. у моментот power up што можеш да ги користиш. Како на Call of Максимум Duty се имаше? два, Така. не се пркови, Аха. него ги отклучуваш со скорови што ги правиш во партијата. Добиваш поени во зависност од тоа како си направил кој перформанс си го имал, имаш да избереш, не знам, у бетата имаше на пример 7 такви. Бомба против vehicles, бомба обична против infantry, jetpack, штит, што ти е као персонал, не можеш ни ти да пукаш, а не можат ни да те погадат доека го имаш на тебе. И не знам уште што, и снайпер райфл. Сега, што е доброто? Што е Battlefield игра, а не е ништо како Battlefield. Сите најголеми минуси на Battlefield игрите, камперите со снайпери, што пошто Battlefield не знам колку сте играле. Како не, тоа е смрт. Има профи снайпери, онакви профи како Симо Како Хајка, Зајцев. разбираш, Како како Василий Зајцев, што кампа Како и не Зоран можеш да Чаневски. мрднеш, разбираш. Зорнчански сне. Овде има направено финта. Има апгрейд, што ти е као прк, Едно снайпер, го стаи. тури геймплей. И геймплей да видиме, да. Имаш снайпер, што има кулдаун, например, 14 секунди. И можеш да пукнеш еднаш и тоа е тоа. И нема онакви моменти идиотски. Цело време една битка има, ход, цела мапа, рекреирана оригинално од филмовите. Мапата е Многу добра графика има човек. знаеш, почетната секвенца на ход борбата идат AT-AT да го срушат генераторот на Rebels, Да. за да можат да... Значи тие се рекреирани во Да, основа за работите А кои се чекај сега, дешаваат, да. јас извини, јас може да се исклучи пошто Twitch имав мейл сега да дзирнам. Еден лик само може да го игра Вейдер? Што е финтата? На мапата има апгрейди рандом. Значи тие се као едни топчиња што ги зимаш и на нив има различни работи. Дали да возиш локер, дали да имаш бомба, не знам, ion grenade специјална, дали да имаш турет против инфантри, турет, такви имаш и за Дарт Вейдер и Лук Скайуокер. Во моментот кога го зимаш, ти се претвараш у Само еден може на цела мапа да биде. Да, во тој момент. И имаш 3 удара, не знам, Force Swipe, Choke и Saber Throw. И имаш многу хелт. Ево го, Робин Худ гледа. Да, ова е. Мени тајц. Ремен! Верзијата на Лук Скайуокер е од последната, значи од Return of the Jedi е стаена у играта, као он подостарен нешто овона. Не е overpowered, да се разбереме, ова не си overpowered. 90% од тие што го зимаат апгрейдот за да бидат Jedi или Sith, умираат инстант. Значи, Филмот дека им ги враќаш на сериите, да, дека ама им ги луѓето враќаш. што знаат да ги играат перковите можат да ги искористат добро. Да. Луѓето што не знаат џабе го земале, разбираш? Има луѓе што зимаат вокер помалечок и што прават 70 убиства. Има луѓе што го зимаат и умираат во истиот момент. Знаеш, нема дисбаланс. скил треба, скил треба. RNG-то што се случува на мапата, како ги распоредува тие апгрейдите е многу перфектен. Пример, зимам
да бидам A-Wing, да летам, или X-Wing. И летам и се тепам со TIE Fighter-и над Battlefield-от. Убивам 5-6 TIE Fighter-и и ме убиваат. Следниот пут кај што спомнувам, одма у мојата близина, пошто сум имал добар скор, ми дава таков апгрейд. За одма да го земам, пошто се знае дека јас сум добар пилот. Така, играта Чекај, препознава. апгрейдот како изгледа? Изгледа како да речеме како бабл, зимаш и Бабл стануваш. зимаш и можеш да го активираш. Добро, а не е онака физички да видиш, не знам, авион да влезеш у него, тај фајтер да се качиш? Не. Го гледаш на пример као баблче, има на него нацртано Што е? X-Wing. Аха, Доаѓаш, аха. стискаш на четворка, он почиња requesting support of Тантара, X-Wing, мантара и бла, те бла, бла. зима. Ако те пукне некој моментот ти додека го касташ абилитето, ти го прекинува кастот. Јасно. И тука имаш шебичка интересно. како треба Да, да го да, изиграш. да, знаеш. Јас точно видов тебе кога те гледав. Амуниција нема, така не го врхитаат пушките. Да, и имаш момент како Gears of War, кога ќе пукнеш, имаш reload, ако го погодиш точно reloadот, одма можеш да пукаш. Закон. Знаеш, и сега не е тоа стално на истото место. Нека те пошироко, нека те ако многу пукаш, е многу потесно. Значи, финтата е у скилот цело време. Ласерите се спори. Кога има пукаш трейлбек. у moving targets, треба да го предвидиш, Така е, патеката за да стигне. на човечето, За за да да стигне, стигне да, и да, така да. натака. Има многу скил, а малку копчиња у играта. Сите викаат дека ги потсеќа на PlayStation 2 игра, тоест на оригиналниот Battlefront. И да, у есенција оно е стариот да. Battlefront со 3-4 измени кои се гениални. Графички ова изгледа безпрекорно. Да, тоа сега ви да речам. Како е Анимациите се захтевно? страшно добри, човече. Брат, не знам, кај мене работи 60 фрема на хај графика со све уклучено. Кога го Лета со стрим упален. Кога го видов на Боба стримот, одма отидов да видам пошто искочи играта, бенчмарковите што викаат па Reddit, што си ги има вие бенчмаркинг деловите од Reddit. На неверојатно слаби машини играва работи. Дури оние спецификациите што се минимум и requirement, као да не се точни. Не се точни, да. Не се, ме разбираш, Да. по-слабата, Да, бе, да, со кој што- послаба машина, Доле. тоа го играш истиот тој сетинг. И тоа се должи само на една работа што се приметува ако го играш нели и ако гледаш, проектилите и експлозиите не го мрдаат снегот и песокот на мапите. Аха, Него да, стои да, фиксно, физика стапки нема не некоја. остануваат. Пошто скелот на битките е толку Али. голем. Е многу фраерски маскирано тоа и никад не ти, знаеш, Да. Не ти смет. Пошто е убаво све направено, тоа ти не го Ја кога приметиш видов, дека браче, како тоа изгледа, не не е ми се светло, веруваше. Многу тоа е добро решение, страшно. многу добро решение за да оптимизираш играта. Значи замисли, оваа мапа е цела снег. Што правиме со Ендор, што правиме со Јавин, што Да. правиме со мапите што се џунгли, каде што више ги најавија дека постојат битки. Значи играта тука доаѓа филмовите. со една мапа. Ова Сега. е, Да, да, имаше месечината и не, значи имаш мултиплеер е само на ход, едното е Capture the Flag, другото е full scale битка со све, со летање со чуда, и имаше едно као сингл плеер што ти е на Татуин, каде што имаш на песок, вејвови ти доаѓаат и ти ги Да, цепаш. тоа Tower И Defense. да, као нешто као Tower Defense со апгрейди со све. А сега ова е у бета, така? Да, бесплатна е до утре, значи ја може продолжија. да се Преска ја продолжија. дали до вторник, до утре. Мислам Ја дека продолжи. уште едно продолжи. Мислиш што да, може да е до среда. А кога е официјално? Официјално е за еден месец. И Таман. е супер Каш пара? филм пред филмот. Пред филмот е, да. 45 евра на G2A. 50 евра во Game. 60 ќе биде, да речеме, кај ќе најдеш Ључко, толку ључко. Вреди за сите пари, веруј ми. Ја Ључко, не сум 60 фан на евреи. first person игри, бате, Шефче, ова е евреи, луди ло. братче. 6 сата стримов во четвртокот. Точно 6 сата, без престан игра. Значи нема пауза, нема Колку се ништо. нервираше, тоа беше да го пустите вода да го гледате. Абе, Не, добро, да, знаеш, пошто сите влагаат и сите сакаат све да видат и никој не сака да игра играта, мапата, ама веќе вториот ден, третиот ден, Rebels почнаа да победува. И беше 50-50, ако нон-стоп губеат, знаеш, има learning curve, ама е многу интуитивен и многу е добар. Да. Ги конташ работите, знаеш. Абе, ова е прва бета човече што функционира. Ми текнува кога пробуваше да ја стримаш оваа на Ubisoft Rainbow Six. Rainbow Six тоа беше, човече. Ајде не Многу, почнеме да збориме да. за Ubisoft. Да. Ќе го отиде ова. Паци, пуштајте трейлер, брат.
Тони Хок Pro Skater 5-ка. Нема многу да зборуваме, у принцип заради тоа што е разочарување големо за сите фанови што играле кецот и двојката, особено двојката. Најавена беше како враќање на духот од оригиналната алфа, односно ванила Pro Skater, но за жал ништо од тоа не се гледа. Уште геймплей паци? Играта која што беше една од првите игри играна, не знам, поише од све и свашта тоа што се појави од нигде никаде, кецот па после и двојката. Духот кој што го носеше таа игра, оваа игра не може да се фати на мал прст. Тони Хок 2 у тоа време и години после тоа беше игра со најголем метаскор у историја на гейминг. GTA 4, значи после 15 години ја помина. Значи, Кога се вратив од Холандија, купив Raspberry Pi и ставив PlayStation емулатор на него, Emulation Station. И викам со што да го пробам дали работи емулаторов, си имам Тони Хокс 2. Не можев да го пуштам контролерот. Години покај. јас се сеќавам како сега, Ики игра, ја го гледам и брат не знаеш онака со саати сум седел, мислам обично ние така игравме хорори, пошто јас се плашев исто имам. Едниот игра, другиот држи страв. И ова не можам да добрам саати колку сме седеле, брат ми да игра, а јас да го гледам и да ги фаќа тие што беа комбоата и такви ствари. Не сум накратко играва, како што гледате, као новитет ставија мултиплеерот кој што у принцип е бескорисен заради тоа што двајца тројца си возат и немаш ништо поише од тоа, освен што губиш на перформанси и добиваш гличови и сецкање и такви работи, мислам Пер тотално го има Лил Вейн. Една од работите најаки, мислам, која што го имаше претходниците, тоа беше саундтракот овдека е тотално бледо и Неверојатно неиспредно. е. Порано се знаеше хардкор рап, не знам, панк имаш у него. Панк, рап, Ова е Nu metal бендови метал. Има една мапа таа што претходно што беше ја видовте, таа е као рекреирана од оригиналната, ама убавината на пример што има еден од најголемите проблеми е начинот на контрола ставен, односно на исто место го имаш она што е грајндот и застанувањето. И многу често наместо да ја продолжиш комбото онака, нели, пошто финтата цела е да почнеш да правиш трансфер, да се заборавиш онака адреналинот да ти пукне, ти по грешка многу често мене барем ми се дешаваше да го стопирам заради тоа што на исто копче е две команди. Не ми се верува дека толку нема лошо функционира играва, а толку едноставна графика. Во Nintendo 64 Нема врска, никогаш графиката во овие игри не беше пресудна. Не. Овие игри беше пресуден духот што го има. Тоа Слото кое што се најаки скейтери у свет. Нема реализам, нема ништо, има добра физика и милиарда button mashing комбинации што те прават среќен пошто си направил скоро од 1 милиарда и 500 милиона. Да. Не разбираш? Они Не, си продолжил да играш 2 минути, од кога тие 2 минути те завршиле, па да. што врзуваш комбоа цело време, че. 15 години цело време идат од лошо и полошо. Има, знаеш колку лошо е направено achievement системот? Пример, нели имаш ачивменти што треба да ги направиш и сега ако избереш некој нели конкретно, не можеш да видиш што треба да направиш ачивментот додека него стартуваш. И се треба да стартуваш, овој не може да направам, ај гаси се, пак на мејн скрин оди. И многу е заебано дека на пример ако не успееш да го направиш, имаш време пример 3 минути и сега конташ дека немаш време да го направиш и сега или треба да отидеш у мејн менју, па старт, па чинат, или да чекаш брат да доврши тајмерот за да се вратиш, за да се рестартираш пак. Одлично. Луѓе, Мислам, нема да сте многу- погледнале на оваа страна. Симете се Никако, Тони оваа Хокс игра двојката, Да, емулатор значи за јас- PlayStation Cats, апсолутно. Тони Хокс двојката и поминете си најбољи на свет. Добро дечки, гивове ќе правиме следниот пат. Тоа беше првото издание на GG за сезона 2. Ви благодарам многу на здравје, честито, паци и респект. Паци. Фала ти многу. Легенда. Ќе имате шанс да го запознаете паци во некој од наредните епизоди. Благодарам многу за сите сабскрајбери што направија сабскрајб овој пат. Ве молам, мислам, наискрено ви кажувам, сите работи што доаѓаат на GG се уновчуваат во тоа што го гледате. Ќе има уште еден куп новини во визуелниот изглед на ова, како што ќе поминува време. Направете follow, играјте игри, читате книги, учете за школа, не се правите будали со сила. А ние сме тука да се забавljаме и да ви информираме. Како стар скопјанец зборам. Да. Да ги храним. Да. Да. Ништо, GG на сите и добро да GG, се дечки. гледаме Добро ноќ. со двајцава во текот на неделата, а со сите тројца во истиот состав следниот понеделник од 10 сат. Чао.